Продолжиме со првото послание на апостол Петар. Во ова послание апостол Петар на едно место во третата глава, второто послание всушност, во третата глава, 15-16 стих, вели дека во посланијата на апостол Павле може да се најдат стихови кои се тешки за разбирање. И е во право. Навистина има места кои се тешки за разбирање. Места кои се напишани од апостол Павле. Меѓутоа, ако сме искрени, такви текстови има и во посланијата на апостол Петар. И може да кажеме дури дека еден од најтешките текстови во целата Библија е токму овој кој ќе го разгледаме ова вечер, ако е напишан од апостол Петар. И за да биде проблемот уште поголем, овој текст служи како илустрација. На крајот на третата глава апостолот, авторот, завршува со овој текст како пример, како илустрација за се она што беше кажано во поголемиот дел од втората глава и целата трета глава. Големата тема, за долгата тема, за нашето сведоштво во овој зол свет. Ние треба да сведочиме со поведението и кога имаме можности со зборови, и така да принесеме слава на Бог, дури и кога страдаме неправедно. Тоа е долгата тема. И на крајот апостол Петар дава една илустрација со Господ Исус Христос. И секоја илустрација би требало да биде јасна, затоа е илустрација. Има едно правило во хомилетиката, во проповеданието, во подготовката на проповедите, дека една илустрација треба да се вклучи за да биде јасно се она што е кажано во таа проповед. И ако има исто така правило, ако една илустрација има потреба од објаснување, подобро да не се вклучи. Зошто ако илустрацијата треба да биде објасната, тогаш не исполнува целта. Таа не е јасна и не го објаснува кажаното. И јас би сакал апостол Петар да го следеше тој принцип, но верувам дека е вдахновен од Светиот Дух, бил вдахновен кога го пишувал, и Бог сакал така да биде напишано ова што ќе го разгледуваме оваа вечер. Зашто станува збор? Реков дека овој текст е пример. Во овој текст ни дава апостол Петар пример за сето она што го говореше преку Господ Исус Христос и преку еден пример од Стариот Завет. Големата тема, како што кажа, беше нашето сведоштво во овој свет. Треба да сведочиме. И нашето сведоштво треба да биде преку добрите дела. Кога страдаме, бидејќи сме виновни, тогаш немаме сведоштво. И кога одговараме на неправдата, она како што одговараат луѓето во светот, повторно не сме сведоци. Ако на злото враќаме со зло, тогаш немаме никакво сведоштво. Зашто така постапуваат сите во светот. Како ќе се разликуваме од луѓето во овој свет ако на неправдата вратиме со неправда? Ако на омразата вратиме со омраза? Па така сите прават. Ќе го привлечеме вниманието на луѓето во светот ако на лошото вратиме со добро, ако на омразата вратиме со љубов. И така ќе го привлечеме вниманието да не прашаат за нашата надеж. И кога ќе не прашаат, вели апостол Петар, со кроткост и љубезност да им одговориме за таа наша надеж. И продолжува на крајот веќе на третата глава, истакнувајќи го примерот на Господ Исус Христос, кој исто така како праведник пострада за нас неправедните. И страдајќи, вели апостол Петар, посведочи, проповедаше преку тоа страдање и неговата праведност се покаже, или тој беше оправдан на некаков начин во сето тоа неправедно страдање, беше оправдан со тоа што беше воскреснат, вознесен и поставен одесно на Бог. Така се покаже дека тој всушност неправедно страдал. И друг пример дава со Ное од Стариот Завет, кој долг период, многу години во непријателска средина, во едно општество во кое што тој беше како единка со своето семејство во праведноста, сведочеше за Бог, верно следејќи Божјата воља, исполнувајќи го оно што Бог го бара од него, и на крајот беше оправдан. Со тоа што кога целото човештво пострада во Божјиот гнев, тој беше спасен со неговото семејство. Тоа е основната идеја на текстот. На крајот на таа илустрација, како што Господ Исус Христос пострада неправедно
за нас праведните беше прославен, како што Ное страдаше во непријателската средина, остана верен и на крајот беше оправдан, така и ние треба да останеме верни, да сведочиме во неправедното страдање, зашто на крајот ќе бидеме и ние избавени или оправдани од Бог. Тоа е идејата, меѓутоа, иако идејата е јасна, сепак има детали во тој текст кои не е јасно од која причина апостол Петар, воден од Светиот Дух, решил да ги вметне, детали за кои теолозите предпоставуваат, и самиот Мартин Лутер, кога го пишува коментарот на првото послание на апостол Петар и кога стигнува до овој дел, вели дека признава дека не е сосема сигурен што сака да каже апостол Петар. Ние ќе се обидеме да дадеме толкување според искуството што се натрупало овие 2000 години и се надам дека ќе стигнеме до некое задоволително толкување, од некој задоволителен коментар. Како и да е, основната идеја е јасна и таа можеме да ја сумираме во една реченица. Како што Христос посведочи преку неправедното страдање и беше оправдан од сите обвинувања преку воскресението и вознесението, така и ние треба да сведочиме преку страдањето и да се довериме на Бог кој не оправдува. Ние сами не можеме да се оправдаме пред луѓето со неправедното поведение. На крајот, врховниот судија, судијата над судиите, ќе не оправда во секое неправедно обвинување, кога страдаме како праведници. Го прочитавме текстот и ќе видиме веќе како ќе го разгледаме, како ќе го разделиме. Има три основни дела. Прво, Христовото неправедно страдање, кој е пример за нашето сведоштво, што треба да го покажеме преку неправедното страдање, во кој што ќе видиме како и ние можеме да посведочиме слично примерот што ни го дава преку Исус Христос. Во секој случај, Господ Исус е даден како пример, како илустрација за тоа како праведно се страда. Тоест неправедно се страда, како праведник се страда. И како Ное е даден како пример што треба да го следиме. Во поглед на Господ Исус Христос, во овој текст, можеме да видиме дека тој посведочи како праведник за неправедните, кога тој страдаше како праведник, даде сведоштво на некои, ќе видиме кои, и при тоа беше на крајот оправдан во својата праведност. Значи, прво, тој неправедно пострада заради нас како праведник. Започнува текстот со зборот бидејќи и Христос. Штом има еден сврзник бидејќи, значи не навраќа назад кон претходниот текст. Прави врска со претходниот текст. А во претходниот текст апостол Петар пишуваше дека во тој 17 стих дека за нас е добро да страдаме како праведници, а не за лошите дела. Да страдаме заради добрите дела, а не заради лошите дела. Зашто немаме никакво сведоштво ако страдаме како злосторници. И продолжува, бидејќи и Христос пострада како праведник за неправедните, со тоа гледаме дека Христос е даден како пример, како главен пример. Интересно дека и втората глава заврши на истиот начин. И таму, на крајот на втората глава, апостол Петар го поставува Христос кој исто така пострада како праведник и ги охрабрува робовите, ги охрабрува оние кои се угнетени од империјата која е непријателска кон христијанството, да се покорат и без збор да ги поднесат страдањето, зашто и Христос беше однесен на крстот без да приговори на тоа. И овдека гледаме пример. Христос пострада како праведник. И Христос кој е даден за пример на страдање како праведник, треба да кажеме дека уникатен случај во тој поглед. Тој пострада како праведник. И можеме да кажеме дека
само тој, навистина во една ултимативна смисла на зборот, пострада како праведник. Никој од нас не може да се похвали дека страда како праведник. И кога ние велиме дека страдаме како праведници, тоест дека неправедно страдаме, да стигаме до таков извод, бидејќи нашата праведност ја споредуваме со неправедноста на неправедниците, на другите злосторници. Тоест, нашата праведност ја мериме со погрешни мерки. Велиме, ние не сме убийци како терористите што вчера убиваа. Не сме идолопоклоници како некои други кои се поклонуваат на други богови. Ние не сме развратници како некои луѓе, не сме крадци. И штом не сме такви, ние не треба да страдаме, што сме праведни. Кога толкумина неправедници живеат добро, зошто ние да страдаме? И се поставува постојано прашање, една дилема кај луѓето, зошто добрите или праведните луѓе страдаат, кога толку многу злосторници живеат добро. И Јасав си го поставува тоа прашање во 73-тиот псалм. Вистината дека никој не страда како праведник. Зашто ако како стандард за праведност го земеме Бог, божествениот стандард, ќе видиме дека никој од нас не заслужува ништо повеќе од пекол. Тоа е вистината. Сите ние, и нема да кажам го прекршивме или сме ги прекршили 10 заповеди, декалогот. Сите ние ги кршиме 10 заповеди. Ги кршиме. Сите ние си поставуваме богови место Бог и си почитуваме идоли во животот. Јас сум убиец и вие сте убийци. И не само што сме убийци, сме и прелюбници. Ако не верувате, прочитајте го стандардот за праведност што Господ Исус Христос го кажува во проповедта на планината. Таму вели дека убиството е помислата, злата помисла. Според Божиот стандард за праведност, помислата, лошата помисла, веќе е акт на убиство. И ние веќе сме од Бог осудени за убиство. И тоа е вистината. Затоа сме убийци. И блудници. Помислата за блудство е извршено блудство во Божиот стандард. И затоа само Христос како праведник пострада за неправедност. И тоа го е истакнато овдека. Како што заврши втората глава, така завршува и третата глава. Нашето спасение е преку страдањето на праведникот, единствениот праведник. И нема друга основа за спасение. Затоа Христос пострада како праведник, затоа воскресна и се вознесе за нас неправедните. И ние треба во спасението што го добиваме преку неговата жртва да се стремиме. Нашето страдење да биде како праведници во неговата праведност. Значи тоа е истакнато овдека. Праведник. И во сиот тој текст никаде не пишува дека ние треба да страдаме како праведници. Пишува да враќаме на злото со добро. Пишува да страдаме за добро. Но не сме наречени праведници, зашто само Бог пострада како праведник. Понатаму, друго нешто што е истакнато во текстот е фактот дека тој пострада за да не доведе кај Бог. И ова фраза е интересна, не е многу специфична, се среќава во делата на Ксенофон, грчкиот историчар, филозоф, ученик на Сократ, кој ја употребува оваа фраза како дел од протоколот за воведување на луѓе за аудиенција пред царот. Тоа е една фраза која се употребува во тој протокол. Не може човек туку така да влезе во просторијата, во царската палата и да дојде
да помине покрај престолот, да му каже здраво на царот и да си отиде. Има процедура, некој треба да те доведе и да те најави. Сме гледале во филмовите, царот седи на престолот и некој оддалеку од вратата тропнува неколку пати со она копјето и силно извикува кој ќе дојде кај царот. Оваа фраза е употребена овдека. Идејата е дека Христос пострада како праведник за нас неправедните, за да не доведе. И преку таа фраза всушност се открива идејата дека ние имаме сега слободен достап до Божиот престол. И не само да дојдеме на аудиенција, да се видиме, туку да дојдеме кај него и да останеме тука во Божиото присуство. Да останеме како слуги, служители и уште повеќе како дел од неговото семејство, како Божиото домочадие. Тој, пострада за да не доведе во Божиото присуство, да не представи пред Бог, да не најави, да не представи и да останеме кај него. И уште една работа, истакнато едно зборче, е вклучено, не случајно. Еднаш го направи тоа. И тоа не сака да каже само еднаш, многу малку, туку идејата е еднаш и за секогаш. Во тоа еднаш е вклучено се и исклучено се друго. Секој друг обид или секој друг начин, секој друг механизам за доведување пред Бог. Не постои друг протокол, не постои друга процедура преку која ние можеме да дојдеме пред Бог. Неговото страдање како праведник за неправедните, кој беше еднаш, не доведува пред Бог. И со тоа се исклучуваат сите други начини. Не можеме ние да си креираме наш начин, наш метод, наш пат, наш механизам за да стигнеме до Бог. Христос, неговото страдање, еднаш за секогаш не доведе пред Бог. Исклучени се нашите дела. И тука, и тоа е многу важно да го истакнеме, зашто ние во нашата суета, во нашата гордост, бараме да се истакнеме, да се покажеме како праведни и посебно современиот хуманизам кој влегува во црквите се обидува да го отргне учењето за гревот, а се тоа и за потребата од Христовата жртва на крстот, промовирајќи некакви човечки идеи, човечки заслуги за спасението. Ние, бидејќи сме луѓе и бидејќи сме центарот на Вселената, едноставно, со самиот факт што сме луѓе, заслужуваме да бидеме сакани од Бог и да бидеме спасени. Не, Христос еднаш за секогаш последа. И со тоа потенцира неможноста ние сами да се спасиме и потенцира сериозноста на човечкиот грев. Значи, тие неколку нешта се вклучени овдека. Христос како пример, бидејќи и Христос пострада како праведник, единствениот праведник еднаш за секогаш пострада за нас да не доведе во спасението. Тоа еднаш е вклучено. Тој еднаш за секогаш пострада за сите луѓе и за сите гревови на секој човек. Вклучен е секој и сите гревови на секој. Понатаму, откако кажува дека Христос пострада како праведник, продолжува и вели дека тој посведочи со тоа што како праведник пострада за неправедните. Вистина умре по тело, но оживеа со духот. Во него, откако слезе, им проповеда и на духовите кои беа в затвор, кои никогаш не се покорија, кога Божјата долготрпеливост ги очекуваше во времето на Ное, при правењето на ковчегот во кој малкумина, односно 8 души се спасија во водата. Тоа е тешкиот текст. Тоа се тие детали кои се тешки за разбирање. Што е тешкото тука? Да разбереме кои се тие духови на кои Христос проповедаше. Кај се наоѓаат, кој е тој затвор во кој се наоѓаат тие духови. Што им проповедаше? Не пишува што им проповедаше.
Niti објаснува кои се духовите, нити објаснува што проповедаше, која е содржината на проповедта. Дали проповедта е за спасение или пак проповедта е за осуда. Дали им благовестуваше или пак им објави суд. И на крајот кога се случи тоа? Дали меѓу смртта и воскресението или во некој друг период? И има три основни, во коментарите може да најдете три основни групи на толкување, во кое при тоа во секој толкување може да се најде некоја подгрупа. Исто како таа програма што денес ја решава за програмирањето или не знам за што беше. Има два начина за решавање, погрешен и правилен. И во погрешниот и правилниот има после уште неколку други начини, погрешни и правилни. Така и овдека. Има неколку школи и секоја школа си има своји правци. Според она најстарата, која е застапена од Климент Александриски, Климент епископот на Александрија, од 3 век, духовите на кои Господ Исус Христос им проповедал, се всушност современиците на Ное. Оние кои не поверуваа на проповедта или на сведоштвото на Ное. Тоест Христос во периодот меѓу смртта и воскресението се симнал во светот на мртвите, во Адот, во Хадесот, или во Шеолот. И таму им проповедал на оние кои живееле во времето на Ноа и загинале во потопот. При тоа има различни групи, некои велат дека им проповедал за спасението, им дал можност, втора можност да се спасат, а пак некои смета дека само им објавил дека на крстот сатаната е победен и со нивниот суд веќе е дефинитивен. Во таа група може да го вклучим и Калвин, теологот на реформацијата, кој смета дека Христос во периодот меѓу смртта и воскресението отишол во светот на мртвите и таму на праведните, на спасените им објавил дека спасението веќе е факт на крстот, дека победата над смртта и гревот е извојувана на крстот, а на неправедните им објавил дефинитивно суд. Што е ова прва школа, така да ја наречеме. Според една друга, која е малку така метафоричка и е застапена од Августин, крајот на 4-ти, почетокот на 5-ти век, овдека имаме само една метафора, тоест, самиот Христос, пред воплотен или преинкарниран, говорел преку Ное, во времето на Ное, на неговите современици. И всушност, кога овдека апостол Петар говори за Ное и говори за сведоштвото на Исус, самиот Исус Христос во некој вид христофанија говорил преку Ное на современиците за покаяние, но тие не поверувале и загинале во потопот. Има една трета група кои веруваат дека Господ Исус Христос се симнал во оној затвор или она бездна за која се говори во некои други места во Евангелијата и книгата Откровение, и таму во затворот за паднатите ангели им говорил на оние паднати ангели кои ги настројувале луѓето кон зло, кои живееле во времето на Ное. Имате, знаеме, во 5-та глава се говори за демони кои имале врски со луѓето и така го корумпирале човештвото и човештво стигнало до таква степен што човекот Бог требаше да го уништи во потопот. Ајде да видиме сега една екзегетика на текстот што ќе ни каже, до каков заклучок ќе не доведе. Прво, апостол Петар употреба збор духови. И овој збор духови секаде во Новиот Завет се употреба за духовни суштества, освен во случаевите кога е потенцирано дека се зборува за луѓе. Меѓутоа овдека не се спомнува, нема никакво обяснување, нема никаква врска со луѓе. Духови. Според тоа се работи за духовни суштества. Од друга страна, зборот кој е потребен за проповед, кај што пишува овдека апостол Петар дека тој проповедал, не е збор кој носи нешто добро,
Кога апостол Петар секогаш во посланието говори за проповед за спасение, го употребува глаголот евангелизо, евангелизирање или благовестување, најава на добра вест. Овде е употребен збор керузо или киризо, што значи да разгласиш, да известиш за нешто. И при тоа веста не треба по дефолт да биде, не значи дека веста по дефолт е добра вест. На што ни говори тоа? Говори на духовни суштества. И кажува дека тие духови покажале непокорност во времето на Ное. И пишува, нели, во 5 глава на книгата Битие, дека синовите човечки, да предпоставяме дека се духовни суштества, паднати ангели, имале физичка врска со жените и од нив се изродило некое поколение. Сега, тука може да се појават и други некои компликации што ќе го усложнат толкувањето, затоа можеме да кажеме дека во тоа време паднатите ангели, демони, влијаеле на луѓето со таков интензитет што целото човештво се корумпирало со исклучок на една група на луѓе, тоа е едно семејство. И тие луѓе, и тие демони, кога човештвото било уништено во потоп, тие демони биле затворени во затвор. Овдека зборот за затвор е затвор. Буквален збор за затвор. Во Новиот Завет на други места е употребена бездна или амбис или абис, нешто што нема дно, од каде што понатаму, каде што демоните се плашат да не бидат затварани, или го молат Господ Исус да не ги прати во тој затвор за демони. А пак во книгата Откровение гледаме дека во еден момент со трубите тие се пуштаат оттаму за да ги измачуваат луѓето. И така, според едно толкување, според мене кој е многу логично, Христос отишол кај тие демони од времето на Ное. И зошто? Не да им објави добра вест дека се спасени, зашто на крајот на краиштата и никаде во Библијата не можеме да најдеме учење според кој Бог дава некаква можност на демони да се спасат. Напротив, да им објави дека нивниот главен, оној на кој што се покоруваат, е победен на крстот. И кога се случило тоа? Апостол Павле, меѓу другото, цитира една многу интересна химна во книгата, во посланието до Ефесијаните 4 глава, 8-9 стих, каде што вели: издигајќи се на височина, плен и плен им даде дарови на луѓето. Значи, кога воскресна и се вознесе, им даде дар, им даде вечен живот, воскресение на луѓето. А што означува издигајќи се? И тука тој сака да каже дека тоа воопшто нема физички димензии, нагоре-надолу. Тоа што се издигна, всушност значи дека претходно тој слезе во најдолните места на земјата. Значи имаме духовни реалности, на небесна духовна реалност и духовна реалност која е некаква на неправедни, на зли. Имаме пекол и рај, како некакви димензии се извиши на небото, а пред тоа се симна. Пред да се извиши, вели се симна. Значи можеме тоа да го поставиме како период меѓу смртта и воскресението, а и фактот што неговото симнување во пеколот пред воскресението е вклучен како член во апостолскиот символ на верата, кој е меѓу другото многу стар, може да доведе едно такво толкување. Тоа беше тешкиот текст, кој не знам и колку ни значи нам, но Бог решил да биде вклучен во Новиот Завет. И на крајот Христос е посведочен како праведник преку воскресението, вознесението и поставен од десно. И сега, кој е нашиот пример што треба да го следиме од тука натаму? И ние треба да посведочиме како Христос. Какво треба да биде? Како ние може да посведочиме? Вели, и образецот на таа вода, која е вода? Водата која го потопи човештвото, неправедното човештво, а во исто време донесе спасение за Ное. Кој е образецот на таа вода? Крштевањето, вели апостол Петар. Од кај пак на сеја, од кај му текна да збори за крштевањето? Крштевањето
која не спасува сега и нас преку воскресението на Исус Христос. И говори за водното крштевање. Имаме вода. Што сака да каже со ова апостол Петар? Очигледен е историскиот контекст. Во страдањето треба да посведочите. Кој е страдањето овдека? Како ние ќе пострадаме правејќи нешто добро? Како пострадаме за добро? Во древноста, факт е дека водното крштевање, и тоа може да го видиме во древната христијанска литература, и во Дидахе, учењето на 12 апостоли, и во посланието на Варнава, и во Пастир од Ерм, тие се стари древни христијански литературни дела кои носат апостолско име. Во сите тие книги на крштевањето се гледа како на основа, на основниот механизам во кој се влегува христијанскиот живот, во христијанското тело. Многу е важно водното крштевање. Господната трпеза и водното крштевање се парадигмите околу кои се врти, околу кои се движи христијанскиот живот. А исто така, познато дека во древноста, штом некој ќе го помине крштевањето, тоа веќе тој е етикетиран како припадник на христијанското општество и тоа веќе носи последици. Со тоа веќе си навлекува отфрлање од општеството, си носи веќе страдање. Самиот чин на водно крштевање. И тоа било причината луѓето да го одбегнуваат водното крштевање, за да не си навлечат страдање. И апостол Петар ги охрабрува. Огледајте се на Христос кој пострада за нас неправедните како праведник. И при тоа беше оправдан од Бог. Немојте да се надевате на вашите стратегии, на вашите усилби за спасение и оправдување. Ќе ве оправда покорноста кон Бог, во случајот водното крштевање. И при тоа да нема забуна, кога говориме за водно крштевање, за кое апостол Петар пишува дека спасува, вели не онаа крштевање кое не измива од телесната нечистотија, туку на водното крштевање како на символ на вистинското крштевање, а вистинското крштевање е ветување на добра совест пред Бог. Му ветуваме на Бог добра совест. Тоест, ветуваме во моментот на спасението и кога водно се крштаваме и доаѓаме пред Бог да земеме водно крштевање, ветуваме дека ќе живееме живот покора на Бог во добра совест. Е тоа предавање на Бог и таа покорност на Бог е вистинското крштевање. Водното крштевање е знак, е јавна манифестација дека ние сме го направиле тој чин. Меѓутоа, апостол Петар вели, многу е важно да го направите тој чин. Многу е важно, преку таа надворешна манифестација, да станете дел од христијанското општество, независно од тоа што ќе ви донесе понатаму тој чин. Независно од страдањата што ќе си ги нанесете. И навистина, ќе кажам нешто малку и во заклучокот на крајот тоа, некако водното крштевање и денес, во средина во која нема да бидеме казнети со затвор заради водно крштевање, но некако во главите на луѓето, во мислите на луѓето, во свеста, самиот чин на водно крштевање веќе им говори и ги ограничува, прави да бидат предпазливи. Има многу случаи во кои луѓето доаѓаат на служба, меѓутоа никако не можат да го направат тој последен чекор, да го направат водното крштевање. Сима причини. Јас ќе кажам моите, јас сум ги поминал во еден период. Но апостол Петар вели дека ќе посведочиме со водното крштевање. Сведочиме преку светиот живот во овој зол свет. И тука е примерот на Ное. Кој е поуката? Зошто го спомнува Ное? Ное некаде околу 120 години го градеше коработ, бродот. И сега, градал брод, голема работа. Треба да го сватиме времето. Ное градеше нешто што до тогаш не постоело. Немало бродови до тој момент.
До тој момент луѓето не знаеле за потоп. 120 години во непријателско обкружување Ное градел кораб на суво место, немало море, немало реки. Градел кораб за море кој не постои, за потоп за кој што никој не знае што значи. Ное најавува нешто што луѓето не знаат воопшто како изгледа, и 120 години верно работи на тоа. Обкружен во средина која сигурно гледала со презир на неговата послушност кон Бог. И покрај сето тоа, покрај сите тие страдања што ги трпи од средината, но останува верен на Бог. И која овдека идејата, која е поуката? Ретко кога мнозинството стои на страната на вистината. И затоа ние сведочиме во непријателска средина. Зашто ретко кога средината ќе застане на страната на вистината, ретко кога средината ќе биде на наша страна, ретко кога ќе имаме подршка од средината. Обично ние ќе имаме од средината напад. Обичаено е средината, мнозинството да биде против нас. И во таква ситуација многу е лесно искушението, многу е возможно искушението да станеме дел од мнозинството. Да се откажеме од нашето сведоштво за Бог и да станеме дел од мнозинството. И затоа овдека е сведоштвото вклучено на апостол Петар за Ное. Раните христијани живееле во непријателско општество, империја која е непријателска кон христијаните. Императорот е непријател на христијаните. Најголемата империја, најсилната империја во тоа време е непријателска кон христијаните. Самото паганско општество е непријателско кон христијаните. На почетокот самите луѓе, самите пагани ги гонели христијаните, а војската интервенирала за да воведе ред. Христијаните биле напагани од сите страни. И во една таква средина апостол Петар им вели: угледајте се на Ное. Ное кој како праведник неправедно страдаше од сивот свет. Тој беше поединец со своето семејство кој остана на страната на Бог. Представете си, цела Македонија да се сврти против вас. И вие да останете како единка на страната на Бог. И така да живеете 120 години. Угледајте се на тој пример. Дури кога сите ќе се свртат против вас и ќе ве угнетуваат и ќе страдате неправедно, останете на страната на Бог, знаејќи дека на крајот ќе бидете оправдани. И како што Христос беше оправдан, иако сите се свртеа против него, и како што Ное на крајот беше оправдан и само тој неговото семејство беа спасени, така и вие ќе бидете оправдани. Обично во нашите очи мнозинството е критериумот за правилност. Ако сите се за некоја опција, значи таа е правилната опција. Ако мнозинството гласа за некоја идеологија, значи тоа е правилната идеологија. Кај Бог не е така. Дури ако само еден остане на страната на праведноста, Бог е со тоа еден против сите. И затоа нам треба да не биде важно кај е Бог, не каде е мнозинството. Нам треба да не биде важно Бог зад кого стои, не мнозинството зад кого стои. Јас стојам зад оние зад кој што стои Бог. Јас стојам зад вистината на Бог. И тоа е важното овдека во случајот со Ное. Независно какви страдања ќе донесе, остани на страната на Бог. И тоа се основните поенти на овие примери што ги дава апостол Петар. И на крајот, како еден заклучок, некој прашање: дали вистински сум се доверил на Христос мојот Спасител? Само тој, како праведник, пострада за неправедните. Спасението е само во Исус Христос. Таа гордост, заразна гордост на човечкото срце, која се стреми да придобие спасение преку некакви лични заслуги, треба да ја смируваме, скрутуваме. Зато толку често во Библијата Бог предупредува дека се противи на горделивите. Толку често Бог предупредува да се смируваме,
смирението, покорноста всушност е обратно на гордоста. Покорноста е контраст на гордоста. Гордоста натера да се фалиме со своите работи. Смиреноста е таа која води кон фалба во Господ, за оно што Господ го прави за нас. Денешниот човек во гордоста се повеќе го истиснува делото на Бог, а ги промовира човечките заслуги во спасението. Дали сум посведочил за верата преку крштевање? Многу важно. И тука сега ќе го кажам моето искуство, моето сведоштво. Мене, поради стереотипите, ми беа потребни 2 години додека да се крстам водно. Толку. Ми беше страв, што ќе кажат моите дома. Ми беше страв од роднините. Ми беше страв од другарите. Тој се крсти во протестантска црква. Кога одиш само во протестантска црква, во ред, оди таму. Меѓутоа, кога ќе се крстиш, тука веќе работата е сериозна. Мене ми беше страм и страв да се венчам во протестантска црква. И ние се венчавме во православна. Да, иако веќе скоро цела година не оде во протестантска црква, не одевме во клуб, библиски клуб. Беше страм како кумата ќе ја донесам во протестантска црква да се крстам, да се венчам. И ние се венчавме кај православен свештеник. Заради стравот, зашто тие таинства, институционални нешта се сериозна работа. Така и во древноста размислувале луѓето. И затоа апостол Петар им вели: Христос крштевањето остави како елемент во процесот на учеништво. Како некој да стане ученик на Христос, следбеник, тоа што ќе се покаат и ќе се крстат. Вели, одете на секаде, говорејќи им да го пазат сето она што Христос поучуваше, крштевајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Крштевањето е сериозна работа. Така сведочиме дека јас сум расчистил со моите срамови, суета, гордост, стравови и сум решил да го следам Христос и да ги следам заповедите, дека јас веќе сум смирен и покорен и само Христос ми е важен. Тоа е чин во кој што покажа дека сум спремен да страдам и да го навлечам врз себе срамот што ми го наметнува општеството, неправедно, заради Христос. И дали стојам цврсто за Христос во мојата средина во која влијам. Дури ако останам сам, како Ное. Дури ако само моето семејство остане верно на Христос. Фактот дека ретко кога, може би никогаш, мнозинството нема да стои на страната на вистината, значи дека постојано ќе бидеме под притисок од мнозинството. И тоа е вистината. Тоа значи дека ќе бидеме напагени. Тоа значи дека ќе бидеме малцинство. И сум разбрал дека обично таа позиција е поголема од оние кои декларираат дека веруваат, дека се христијани. Многу голем е притисокот од црквите кои изопачиле нешто од Библијата, го прилагодиле повеќе словото кон човечките страсти, го облекле во учење кое ги гали ушите на луѓето. Големо искушението, гледајќи го нивниот успех, да се тргне по нивниот пат и да се изопачи словото. Големо искушението да се прифатат човечките филозофии, просперитетните учења кои се пријатни за луѓето, да се вклучат во проповедта, за да се биде успешен како некој. Тоа е притисок. Денешната, современата црква е заразена од такви учења, бидејќи не устоиле на искушението да останат на Христовиот пат и па макар да бидат и малцинство во тој поглед. Ној реши да остане малцинство. Едно малечко, ситно малцинство во неговото време. И ако Христос требаше да се соочи со непријателство пред да се издигне во слава, зошто ние ќе бидеме исклучици во тој поглед? Дури ако сме како Ное,
кого никого не сакаше да го слуша, знаеме дека Бог ќе не слуша и неговата вистина на крајот ќе победи. И како што Христос беше оправдан во воскресението и вознесението и сега стои одесно на престолот, како што Ной неговото семејство беше оправдано во потопот во кој сите други загинаа, така и ние ќе бидеме оправдани и ќе бидеме доведени пред Божиот престол и ќе живееме таму во целата вечност, ако останеме верни во се и сведочиме до крајот за Божјата милост во овој непријателски свет. Бог во ова време, во кое што има толку изопачени вредности, во кое што има толку лоши модели, тргнувајќи од главата па до опашката, ние треба да сјаеме уште посилно во овој свет и да покажеме модел кој вреди да се следи. И Господ ни дава сила и мудрост за тоа.